но време е за гости и нашата Искра е подготвена да го поздрави и да ни го представи првиот гостин со кој што верувам дека ќе имате многу убав разговор. Искра, добро утро за тебе. Добро утро, Сузе, и за тебе. Се радувам што ваква содржина како за почеток и нудиме на нашите Ние гледачи. веќе си го направивме мабета така што може да се одевам ја сега. Не, никако и што имаме толку интересен гостин. На гостин е Зоран Балдазарски. Добро утро за вас. Добро утро. Честитки за оваа интересна приказна која што денеска ќе ја представиме за прв пат кај нас, Искра, нели? Благодарам. Да, за прв пат кај нас, инаку го кажа по име презиме, ама сите го знаат како Балтазар. Е сега, овие генерации што гледат знаат добро кој беше Балтазар, за новите генерации ќе им подобјасниме нашиот Балтазар кој е, така? Така, оригиналниот Балтазар. Да. Со Едва тапија. чекам да ве слушнам, повелете. Ти благодарам, ние се договоривме Зоки да не си персираме, така ќе се направиме еден народски муабет за секој ден да не разбере. Јас како вовед би започнала со тоа што сега во моментов нема врска со она со кој што се занимаваш, ама со оглед на тоа што си градежен инженер, ме интересира како еден градежен инженер влезе во оваа приказа, не толку за бизнисот. Бизнисот дојде од после, туку како, зошто одлучи да се свртиш на природата, ете така да речеме. Па вака да почнем од почеток. Јас сум дете роден во село Мачево, најмалото село во Малешивијата во Перовско. И тука имавме допир со тие алтернативни, да речем сега, бабени сокшиња, тревки, едно друго. После тоа малку прераскажувано од генерација на генерација. И тоа ни остана малку така во подсвеста. Оти во Скопје на факултет едно друго, малку се оддалечивме од тоа, почнавме повеќе на она што се кажува и што. Меѓутоа, во еден период од животот, јас имав тежок инфаркт. Тоа беше некаде пред 2-13 години, веќе заборавив. 3 месеци се држев на она што докторите ми кажа, апченца, вака, не дига тешко, не пуши цигари и така натаму. Издржав јуначки, отидов на контрола, направија се што треба, викам, доктор, каква е ситуација? И вака ми пресо раката. Така, како што си беше, добро е, како што си било, јас инфаркт имав. Јас меѓувреме глогот веќе се распрашав, сакав да си преземам работите во своји раце за своето здравје. Си го усовршив сирупот од глог. Кога ми рече така докторката, излегов од војна болница, си купив 2 кутии цигари, пошто 3 месеци немав пушено. Ова молам малите деца да не го слушаат. Добро, не чини тоа, меѓутоа двете. И отидов дома, сопругата викам дај тоа апчињата на купче, ги фрлив у канта за ѓубре и почнав да пијам глог. Со тоа што си има процедура некоја глогот, една недела едно шише пијам, една недела пауза се прави. И така 3 години имав и напорни, си живеев нормално, ко нормален човек. Еднаш се сеќавам, имав 60 кила вргање на грбот и ги носев низ шумата, со инфаркт човек, ама што пие глог. И поминаа 3 години и викам, ајде додам една контрола. Без упут, без ништо, некако се среди работата, 2 дена, викам, сакам да лежам, да ми испитате убаво. Докторите беа чудо невидени, се сеќавам на реченицата на крајот докторката што ми кажа, вика, Зоране, браво, успеа да ја побиеш медицината со глог. Викам, како? Чудно, вика, срцевиот мускул ти е регенериран, клетките се возобновени. Имаш срце кон на 25 години. Чисти крвни садови, притисок 120 со 80 и сега која е целта? Да бидеме здрави, така. Соопштињата не биваше. Така се навлеков малку повеќе на ова, што и предходно, јас почнав прво со бозелчиња, тие за бронхијалните патишта, дечињата стално кашла едно друго, и почнав да правам прво од тие сирупче од бозелче, и многу поарно им беше на не. И така почнав малку повеќе, пријатели да читам малку повеќе, рецептите од бабите сите ги собрав во Малешивијата што ги има, ама нешто малку и креативен бев, да речеме миксав некои работи. Коктелчи. Да речеме, ова е добро за шеќерна болест, трнинката, меѓутоа не бива сируп со шеќер. Па јас направив оцет. Ама во оцетот ставив и малку лист од смоква да стои, затоа што и таа го регулира шеќерот. И сега испадна нешто што дури не ми се верува мене колку им тоа помага на луѓето. И многу ми убаво на душата кога некој ќе се јави да рече, леле, колку ми е подобро.
Зоки, јас можам да замислам после емисијева колку луѓе ќе ти се јавуваат да најдат спас во природата, како што си нашол. Че им кажувам како да си прават, не можам да стигнам толку. Добро, ќе го прошириш бизнисот. Од ова што велиш, од мали нозе си знаел, од нашите предци што си слушал, потоа и сам си истражувал, сам си експериментирал. Да извлечеме некој заклучок од сето тоа, каква е моќта на природата? Не можам се уште да сватам колкава е моќта на природата. Не да сватам, него да го... Тоа е преголемо богатство што тој што не создал, Бог ни го дал нас. Меѓутоа, ние сме многу сиромашни во познавањето на тие работи. Ние обично прво што нешто закашлувам, трчи у аптека. Не велам и аптеките си еден систем што ги лекува луѓето и тие работи, што помага во лекување. Меѓутоа, дај прво малку чајче, некој има бабите наши, прабабите, немало ни аптеки, ни доктори, па живееле по 120 години. И сега, едукацијата, мислам дека треба малку луѓето да не бабини, деветини, да го отфрлат тоа малку и да за некоја алтернатива која станува збор, малку да го тоа проследат со здрав разум. Не со она затоа што имаме добра страна и зло. Имаме злото е многу моќно, па со убави зборови. За да се користите природата како лека, алтернативна медицина, што велиш, какво поднебе сме ние? Колку сме богати со... Пребогати. Лековити билки. Пребогати, имаме фантастични ова и малку кај нас сега ова не е во прашањето, ама заборави да го кажам. Сам постави си, сам одговори си. Многу луѓе, арони, луѓе, полека малку. Викам, јас неа многу милувам аронијата, зашто? Дедо Боже ја посадил во Сибир. За таму луѓето да се користат. Ние имаме трнинка што е многу помоќена, ама нема кој да ја рекламира, затоа што никој плантажа не направил од трнинкат, направил од аронија. И си гледат бизнис, се рекламира и луѓето малку, полека, кротко. Така да, пребогат е... Сега да кажеш, се си има причина зошто некоја растение, некоја билка е на одредено поднебие, така? На тоа поднебие, тоа ни е, мислам дека е тоа кодирано во нашиот ген. Од баби, прабаби, прапрабаби, тоа што го јадеш, тоа тука некаде околу тебе, во клетката, во енергијата. Зоки, ние сте говоривме за еден гледач да му подариме еден од овие сирупи ги нарекуваш? Да, сирупи, сокови за растварање, сирупчиња се, пастеризирани. Значи, конзерванс нема, лимонтус нема. Имав малку тоа со лимонтусот не е штетен, викам прашок и не знам што е, ама лимонот знам што е, кај што треба лимонтус, јас лимонот си ставам. Но пред да го вклучиме гледачот, нека почекаат уште малку ќе ги замолам, прво да видиме од што тоа ти изработуваш, односно со кои билки најмногу другаруваш. Сега може пече да донесам, иначе 30 не имам на лагер, што ги правам. Бозел и јаглика, бор. Тоа е за бронхијалните патишта најдобар пријател. Бозелот, ако те боли грлчето, тука кашлање, синуси, едно друго, јагликата за искашлување, за изфрлање на шлајмови е нешто многу добро се покажа, а со ова борот неколку дечиња имаат од козле, од ова за белодробни заболување, излезено со едно испиено шише. Доаѓа мајката и вика, ќеркичката ми оздраве со ова, иначе 2 недели ја боцка, а вика состојбата е идентична. Тоа е вистината. Бронхијални патишта. Глогот е тој што го споменав него. Што ти го има спасено животот на некој начин? Мало? Што ти го има спасено животот? И ме направи, ме врати пак повторно, второ полувреме. Дренка. Да си здрав како дрен. Она старите што ја употребуваме сите, а многу тие што употребуваат појма немаат што е дренка. Ето е тоа дренка, преполно со С витамин, поготово сега зимен период кога му треба на телото малку ова. Боровинката, знаеме за боровинката. Од шипинка правам. Од глуварче, оваа година малку работа. Неверојатна моќ имало глуварчето, и тоа сакав да те прашам. Глуварчето го шуткаме, непотребно меѓу другото е и антиканцерогено. Коренот на глуварче старите го сушеле, го мелеле и као кафе
си го пиеле, тоа е антиканцерогено, црниот дроб, чисти, премногу добро гувачето. Од бел трн, магарешки трн народно го викаат, исто имам направено. Така да, ефектите, јас ги гледам во повратните информации од луѓето. Ако тој земе едно шише, што сум му го препорачал, и после редовно ви го бара, леле колку ми е подобро, значи, го бива. Иначе, не знам како да се изразам. Имаме Зоки веќе гледач или гледачка на линија. Добро утро. Добро утро, Искра. Хајде, добро утро. Како сме ова утро? Да се насмеа малку. А слушај, Искре, многу га поздравувам гостот и јас сум како него. Само ја не знам да ги правам во шиже, директно ги пијам од нивата моја. Од што ги пиете директно, Руска? 6 години се надерам, а че не пијам никакво. Ете, во тоа сте исти, но преку зима не можете директно од нива да ги пиете, бидејќи ги нема, така? Ги слушам, ги слушате. Имам во тегли, во харти, пијам секогаш. Браво, бабешка. Браво, Рос. Пијам матичина и нет. Крај, нема апче. За нерви, за насунка, за све пијам чајви, никако апче не пијам. И пожелувам на младите да не ударат толку на апчиња. И јас не пијам апчиња. Многу викам да ме чуете. Ако јас викам, ако, слободно, да си се разбереме. Јас мислам дека многу ќе си се најдете во однос на рецепти, и еве како што гледам, за разлика од останатите што не сме многу информирани за моќта на природата, вие сте во тексови работи. А и тоа помага. И дружење со народ. Така. Руска, да ве прашам сега, ќе сакате еден производ од нашиот гостин или рековте директно од нива си ги земате? Па, ако давајте, не е лошо, ќе земам. Добро, само така, јас ќе ве оставам да се чуете со Зоки, да му кажете најмногу што мака имате, за да ви одбере тој кој сируп да ви го подари. Мака немам ништо, само ноги ме болат. Вени попуштени од стоење. Вени попуштени од стоење. Колку годинки имате? Моли? Колку години имате? 87. Млада женска. 87. Да си здрава и жива, бабе. Едно, јас мој предлог е сируп од дренка, да си здрава како дрен. Од срце моје да си ми жив 200 години. Само да се договориме, баба Роска, дали како ги владеете овие технологии, дали може да го најдете на Facebook или вака, може да направиме Роска да ни го остави телефонот, а Зоки ти да побараш. Може така да не авторитуваме. Телефонот не коста, јас ќе најдам. Ете така, драги колеги. Па може уште едно ќе ти дам, баба Роска. Кажи ми. Телефон оставите? Кажи. Да. Добро, ви благодарам многу на јавувањето. Сега како ќе завршиме со разговорот, само оставете ги вашите податоци на вашите телефонски број во режија, иако можеби веќе го знаат, но сепак оставете го уште еднаш. И по емисијата во текот на денот нашиот гостин ќе ве побара и ќе си се договорите, ќе си размените рецепти и искуства во Орман. Во Орман живее, така? Во Орман живее, да. Тоа си се нашите редовни гледачи кои што веќе знаеме каде живеат и како што гледаш, многу позитивни гледачи имаме. Насмеани рано наутро. Шампион си, бабе. Да, требаше да прашаме што консумира од рано наутро. Оно што ме интересира, Зоки, дали буквално се што има во природата може некако да се искористи за во позитивни цели, да речеме, во лековите. Или пак има некој од кој што треба да се пазиме. И не треба да чекаме некој. Внимателно треба. Прво треба да знаеш што има и отровни работи. Треба внимателно да речеме да не бидеме многу храбри во нешто што не го познаваме добро. Што значи сепак почетокот да се информираме. Да, еве на пример има црн бозол, некои луѓе го нарекуваат, уствари тоа е плодот од бозол е црн. И затоа го викаат црн бозол. Добро. Меѓутоа има ниско стеблец и оној бозол што се прави со кчињата.
Од оној ниско стеблестиот се прави ферментиран сируп кој што многу помага за карцином. Јас лани прв пат направив и сега еден пример што го забележав, девојчето, ќерката се јави и вика: може ли уште 2 шишенца да земам, на татко ми многу парно една шиша. Вика: може би, пиле. Помина некое време, не го мерев многу, ми се јава, вика: сакам уште 4, многу подобро му е. Викам: сад ќе почекаш до крај на август, ти немам, јас малку направив пробно. И сега крај на август, почеток на септември, која направив и се јави, вика: одма, носи ми. После тоа се јади еден човек, друг, жена му разбрал од некаде каде шо како, сопругата имала некој проблем. Тие 5-16 што ги имав, сите ми ги зема. Вика: сите да ги земам, може ли? Абе, вика: може, ама некој друг ако побара, ама са шо да му правам? Он гледа начин да си ја спаси овако. Во однос на... Само, извини, тоа сакам да кажам. Тоа, правење. Едно зрнце не смее да има незрело зелено, кога се прави тоа. Значи, јас со вилушка, научарчиња за читање и тоа внимателно со берег го правам. Работам од... Изгледа ова без мерак тешко дека ќе... 2-3 саат са бајле си станувам, жената ме кара, вика: бе, немој толку рано, арно ми е. Дока 6-6:30 си работам брат, после тоа и варам кафе и носам дома, ја будам. Така да сум и користен и кавалер. Значи ти стануваш уште пред нас утринци, да. 2 сати јас... Ја спомена сопругата македонка, заедно со тебе дојде и колку што расправ, станува збор за семеен бизнис. И во светов семејните бизниси се најуспешни. Како функционирате? Како сте поделени? Дали се само вие двајца или малку го проширивте семејството, затоа што не знам како само двајца успевате? Тука некаде сме се уште у таа фаза. Прво почнам по пријатели ваму таму и сега после малку се прошири побаравчето. Има една организација Slow Food што многу ни помагна да се... Да, честопати гостувано овде. Овако, имаме група на Facebook Природни производи Балтазар. Да. И тоа да потсетиме дека секој нешто сака да ве најде, да ве побара. Сопругата веќе малку тука си го презема делот, јас само арбајтер, значи јас сум производство. А она е комерцијата и менаџер. И менаџерот и банката нема тука. Така да, како мал производител, она се регистрира се жена земјоделец со дополнителна дејност. Сега пробуваме малку и синовите да ги... Тој малиот не избега во Лондон. Ама големиот е тука, па некако почва да се заинтересира. А и он е архитект, ама ја видиш. Да, не мора да значи. Како не студиравме земјоделски факултет. Може би ќе отидевте во некои други води, кој знае, така? Да. Зуки, ја сакав само уште на самиот крај да те прашам, значи секако во кое било време повторно да ни дојдеш, верувам дека гледачите им се допадна ова твое гостување. Со оглед на тоа што денес е светски ден за борба против пневмонијата, ајде да видиме од твој стручен агол, гледано што ти би препорачал. Бор. Дрвото бор создава најмногу кислород. Не случајно Берово важи за едно од местата во Европа со најака концентрација на кислород, затоа што има премногу борови шуми. Но што се обработува од борот? Па од борот е боров сируп, од цветот се прави боров сируп. Од цветот. Од некои посебни дрва, од црн бор, исто се прави катран од црн бор, кој што буквално го извлекува бронхитот од телото. Ние, големото синче, која беше 5 годинки, лежеше 2 месеци во ова, јас тоа не го работев тогаш, во Козле, состојбата идентична, го утепа од боскање од инекција. Некој ми кажа: оди у село Панчарево, тамо го прават Беровско, земав катран, 5 вечери пиеше намачкан, докторите се чудат, вика: ова не е можно, нема ништо, буквално се е извлечен. Многу ти благодарам на ова гостување, како прво почетно, воведно, сосем доволно, но уште еднаш, значи, да подсетиме, се има во природата, но мора да знаеме што користиме и како користиме. Значи, сами да не експериментираме ако не знаеме доволно. Така. Ти благодарам, Зоки, благодарам на Македонка што ти правеше друштво и само успех во вашата работа. И уште едно подсетување, сите кои што сакаат да те најдат, Балтазар, под Балтазар нека те побараат. Природни производи Балтазар, на Facebook има групичка.
Прекрасно, навистина ви благодарам многу и јас и верувам дека ги подсетивме гледачите колку е важно да ја користиме природата, ама и да ја чуваме истата, бидејќи таа е казнува доколку сме лоши. Заборави да кажам тоа. Природата. Ви благодарам.